Штрците денес во Чешиново Облешево собраа многу гости, дојдени заеднички да го прослават денот на штркот. Гостини се основното училиште Кирил и Методи од село Стајковци, кое што е наше партнер училиште од проектот за меѓуетничка интеграција, а исто така гости се и основното училиште Климент Охридски се извинувам од село Облешево. Сите заеднички пишуваа, рецитираа и цртаа на тема штрк. Денес, каде што технологијата е заедно со децата постојано, значи секојдневно, да можеме малку да ги оттргнеме од тој свет и да можеме да ги насочиме малку кон природата, животните, птиците, особено со акцент на штрк. Освен за децата, штркот денес беше инспирација и за возрастните. Штркот е племенита птица и многу паметна, зашто доаѓа во најубавите краишта на планетата за да донесе радост и да ја донесе пролетта. Веќе 5-та година поред Чешиново Облешево е дел од Европската асоциација на општини на штркот. Општината Чешиново Облешево е вклучителна во мрежата на Евронатура, тоа се вклучително на 12 општини од Европската унија, кој е член така и општината Чешиново Облешево. Ние како општина јасно ние веќе дека се грижиме за штрковите, веќе имаме изброено неколку гнезда, значи некаде бројката околу 85 гнезда. Бројот на штркови секоја година се повеќе и повеќе расне. Самите граѓани веќе со оваа манифестација ги заштитуваат, се трудат, што може да и помогнат. Епитетот општина на штркот го има од неодамна, но штрците своји гнезда овде свиваат од памтивека. Гнездата се наоѓаат на крововите од повисоките куќи, по дрвата, по бандерите и доаѓаат на пролет, а заминуваат во август. Чешиново е најјакото со штрци. Нема што нема. Нема куќа да нема штрк. Не, нема. Точно дека нема. Јас 70 кусур години, како што памнам, многу е тоа. Штркот е заштитен знак и на општинското знаме, а тој е еден од адутите на оваа рурална општина во привлекување на туристи, особено оние заинтересирани за еколошки туризам.